Diesel on this beat. Рутина. Раско, кај тебе во Малова, тука живееш, така? Да, тука сум, малото тука сум. Тука израсна? Да, тука сум. Тука ми се првите фори, првите другари, првото љубовно искуство. Тука може би почна прв пат да рецитираш, да пееш, да твориш Па да. на клупа, претпоставам, као што околу сите рапери. Да, на Така. класика раперски мовете тоа, на клупа. Така. Фристайл и седење до касно. Така. Кажи ми, соседиве околу тебе што живеат, школски другари, како реагираат денес кога еве стана ти еден од непознатите рапери у Македонија? Сите што ме знаат многу добро знаат од кога се занимавам и се бавам мислам со оваа работа и со музика, така да многу се задоволни затоа што на крајот од денот Фејсбук и све иде нагоре понавно на линија и се. Многу се задоволни да подржуваат безусловно сите. Уште си во контакт, уште се дружиш со старите другари, Да. може би не. Се вообразили Не. за овие? Секој што мисли од тоа не можам да имам маска на себе само заради таа проста причина што сум многу искрен во секој маска во храна. Така, но претпоставам дека животот се смени овие последни 2 години, ако не се лажам. Па да. Година, две, колку трае се оваа цела еуфорија? Година и пол, да, Така. оваа еуфорија со музика, меѓутоа пак ќе ти кажам дека луѓето што ме знаат од пред тоа знаат како правам музика, знаат колку време долго правам музика и она буквално ме поддржуваат во све. Да, али во последниот период Претпоставам ти се промени животот на подобро, меѓутоа ти фали нешто од тоа претходно кога, ели, кога не те познавале толку на улица, кога си можел да влезеш у маркет без да се вртат по тебе. Да. Види, знаеш како е тоа? Она буквално таа популарност има свој предности и негативни страни, разбираш? Значи, предноста е тоа што да, те препознаваат луѓе, да, ја знаат, ја слушаат музиката, ја сваќаат пораката, меѓутоа тоа никогаш може да биде многу напорно, као не можеш да искочиш на рад, да речеме со некој стар другар, еве, веќе го ги спомнав, да се напиеш кафе, затоа што стукате околу тебе, вртат се. Така. Меѓутоа да, мене ми е ектен мило и задоволен што се дешава. Така. Колку што можеме да видиме, има концерт на Раста и твој. Да. Така може да се каже, Раста и Таско заедно. Раста Таско и Корона и Римски Така. ќе бидат ќе настапат, значи да, тоа ќе бидат Ајден арена. Така. 9 ноември. 9 ноември. Да, и би требало да испадне многу добро. Мислам би требало. Јас знам дека ќе испадне многу добро, меѓутоа, нели, секогаш постои она песимистичка страна. Така, да ти кажуваше некој пред 2 години дека ќе настапуваш со Раста на иста сцена, ќе поверуваше на ова? Не. Немаше да го верувам, искрено ти кажам, дека немаше да го верувам од таа причина што некако многу брзо се деси, меѓутоа плански, испланирано не било. Било само со онаа цел, ајде да правиме музика и да видиме колку ќе иде со нашава музика и како ќе тераме. Меѓутоа се што се деси у последнава година и пол, јас сум презадоволен и Така. Се Много зборува и ми е за било, да. се зборува и за дует помеѓу тебе и Раст. па Јас да. барам така имам слушнато. Да. Таква ствар има, меѓутоа пуште сме во преговори за тоа како да искочи, кога да искочи, што да направиме, така да тоа не остане на стендбај. Имаш ли амбиции да одиш нагоре, зборам Србија, Балканот? Да, би сакал, зашто да не? Знаеш што, Балканот е такво место, значи сите сме слични со јазиците. Так. Музиката е отприлика тука негде и слична со нив, значи правиме муавет дека бугарите, ние, Србија, нагоре како Босна, идеш према Хрватска. Босна, Хрватска, Црна Гора, да. Сите тие држави зборат некој сличен јазик како нашиот и ако ја правиш музиката по тој терк, како што иде, онаа модерна музика, дека да, може да се стигне до таму и може да се иде. И да, амбициите ми се да терам натаму. Па може и после натаму, значи Швајцарија, Австрија, Германија. Зошто да не? Да. Имаш ли подршка од колегите на естрада, овие што се подолго зборам, ете, Слаткар, Тонизен, и да не ги редам, ете, и поп изведувачи, како? Со Слаткар веќе имам песна Така, извадена, јасно, да, така, подршката од Марадон. Слаткар е тука, да, он, значи буквално е скаут за млади талентирани артисти, знае, гледа кога некој има она жар и Талент у себе. талент, да. Меѓутоа, не знам, од другиве не ми е изразена онаква некоја јака подршка со Викторија Лоба. Она, да, се сретнавме кај Ваја у студио и она беше како, тебе те знам, ти си Ташко, ја те знам тебе, ти си Викторија Лоба, ти текнува, да. Али, кул е, да, некои изразуваат, некои не, Се онака почувствувам на твоја кожа онака да
приметиш дека можеби не им е драго што те гледат или можеш што си успешен? Па, не знам, не сум почувствувал бидејќи релативно, пак ќе ти кажам, сме нови на оваа сцена и уште не сме го извадиле нашиот фул потенцијал што го имаме да го покажеме пред сите. А за релативно кратко време направивме бум. И сега, знаеш како, не ме интересираат коментарите на другите луѓе. Секој си работи во својата бранша тоа што е најдобро, ме разбираш, тоа е така. Кажи ми го, какви односи си со Два Бона? Одлично. Пошто се зборува се и се што знаеш, Скопје мал град. Да. Се зборува дека сте се скарале, дека повеќе не соработувате, нели ти сега у друга продукција, они се останаа Не, таму. Urban Records не е продукцијата заедничка, Така, значи добро. Urban Records сме сите. Меѓутоа се поместија некои работи, не е битно, меѓутоа да, сме во добри односи, али како што иде таа музика напред и како што градиме кариерата, така и нели ангажманите се поголеми, немаме доволно време да се видиме. Ето они сега беа во Швајцарија, настапува, го отварат и тој пазар за сите македонски артисти, за да може и таму да се настапува. И во одлични односи сме, само што ете, немаме време да се видиме, сите работиме на својата кариера. Бидејќи они се Два Бона, јас сум Таско, ја морам на мојата, они на нивната кариера. Така. Скарани не сме, меѓутоа немаме време. Така. Кажи ми, кој е Таско приватно? Што правиш во слободно време? Каде може да те видат луѓето, фановите, пријателите? Во слободно време пијам кафе у филм. Така? Да, иако го имам малку слободното време, да пијам кафе, одам во теретана, вежбам, физички сум активен константно, играм игри, FIFA. И тоа правам слободно време. И со другарите знам да поседам оној тесен круг на пријатели што ми се од деца, знам да бидам со нив. И тоа е тоа. Меѓутоа повеќето од времето сум студија. Во кафана одиш? Ретко, многу. Така, Не сум бил одамна. Така, кога одиш која песна ја нарачуваш? Или не нарачуваш песна? Не каниме со очите. Така, македонска. Да, македонска песна. Така, добро. Да. Има ли Таско девојка? Нема. Сигурно? Да, како нема девојка. Така. Што најчесто ти пишуваат на социјалните мрежи? Опа. Има ли непристојни предлози? Има. Што значи тоа? Што знаа да напише? Таско, како би се Таско, жени ме. Да, тоа е најчесто што ми пишуваат во DM. Меѓутоа, не знам. Знаеш како тие ствари сега не ми се чудни толку колку што ми беа чудни на почетокот, да. Сега не ми се чудни веќе затоа што знам дека повеќето од тие луѓе го прават тоа ради таа некоја популарност, ја да ја кажам. Меѓутоа ја не се гледам како толку многу популарен и толку многу силен за да ги движам работите од тој правец, ме разбираш? И не знам, да, има непристојни пораки, има И многу. доаѓа ти дома на врата, ти Да. звона, ти Да. Ти оставаат ти подароци. Неодамна сменив број ради тие ствари, затоа што звонеа константно кон скриени броеви. Те сакаме вака така. Сега јас разбирам дека они сакаат да искажат љубовта кон мене, меѓутоа ја не можам буквално да кревам на секој. Тоа е. Таско, постои нешто што би направил за многу пари? Или што не би направил? Што не би направил за многу пари? Не знам. Би пеел турбофолк? Турбофолк не. Турбофолк, знаеш зашо? Зашто од проста причина што не ми се свиѓал никогаш тој жанр на музика. Повеќе сум бил за онаа музика, не знам. Еве како хип-хоп, као рап, као трап, као хаус. Турбофолкот никогаш не ми било на... А гледам дека е многу популарен и најпопуларен жанр на Има музика. и спојки во Србија со, нели, рапери. Да, меѓутоа тие спојки се она буквално спојување на стара актуелна песна што била со нова модерна Би музика. го правил ти исто? Да, зашто не. Тоа не ти група Мулик имав една идеја да ја направам, да ја направам. Која песна? Што си имам ето стар. Аха. Да. Планирав да ја направам некоја такво издание и ќе ја направам. Ти благодарам за интервјуто. Ала ви нове.